Почитувани гледачи, добро вечер. Вие го следите уште едно издание на Проверитас. Вечерва навистина има многу интересен соговорник. Наша гоштинка е личност со долгогодишно искуство во новинарството. Препознатливо телевизиско лице и новинар кој повеќе од 3 децении активно ги следи политичките случувања во Македонија. Ми представува особено задоволство што вечерва со нас е Ивона Толевска. Добро вечер и добро дојде во Проверитас. Добро вечер и благодарам за поканата. Драго ми е што конечно најдовме време да ни бидеш гостин во Проверитас, се договараме подолг период. Да. Но ете се оствари оваа приказна, се надевам дека ќе има еден интересен разговор во кој што ќе успееме да ги задржиме емоции. Вниманието на нашите гледачи, викам од периодот помеѓу два фудбалски надпревари, онака. Да. Нели тоа е актуелно. Долги години се бавиш со новинарството. Јас следам целата твоја кариера, негде отприлика во исто време почнав јас со јавност и ти тука негде нека година, можеби пред тебе. Јас препознатлива си од екраните, направи една одлична кариера како новинар во нели во тие електронски медиуми, исто и во еден пишан медиум во вечер говориме. Во моментов со што се бави вака Ивона на професионално поле? Со новинарство? Што конкретно, да? Постојано се занимавам со новинарството и никогаш не сум излегла од надвор од професијата. Во моментот сум во реализација на еден крупен проект, меѓународна инвестиција во Македонија, на која што работев повеќе од 20 години да се случи и големи бренд медиумски имиња да дојдат во Македонија. За среќа, дојде Евронюс, се формираше компанијата и на обострано задоволство ги завршивме преговорите. Јас ќе го водам проектот како главен и одговорен уредник на Евронюс Македонија и во тек сме на доекипирање, во тек сме на просторно функционирање и досредување и студиско, така да во најскоро можно време ќе почне со емитување Евронюс Македонија, каде што ќе може да гледаме професионални вести, професионални интервјуа по светски стандарди, по европски стандарди. И многу сум горда бидејќи ќе го водам овој проект и веќе го водам овој проект, за кој што и многу мои колеги, не само јас, во изминатите децении навистина многу сакавме да се случи отворање на некој светски бренд во Македонија да дојде и еве за прв пат сега доаѓаат Евронюс, отвараат проект кој што многу ќе значи за размрдување на македонската медиумска сцена, многу ќе значи за враќање на професионалноста во медиумите, за кревање на стандардите, за подобрување на условите за работа и пред се ќе биде голема поддршка на целокупниот пат на Македонија кон Европската унија. Така е, честитки од моје име, сепак нели тоа е едно левел повисоко да. Во новинарството и ти благодараме за ексклузивитетот што во Проверитас се слушаме што ќе се случува ново на македонскиот медиумски простор. Нешто што навистина е за многу се радувам затоа што знаеш како медиумите во Македонија да се во малку една не комотна ситуација, него да се како во лер да се малце, како да шлајфуваат во место и потребно е да се некоја нова сила, некој нов ветер кој што ќе ги размрда малку работите и ќе ги подигне стандардите на повисоко ниво. Сепак ние сме многу мал пазар и фали енергија, фали маце во фали и енергија, фалат и стандарди за работа и на новинарите, и на снимателите, и на целокупниот медиумски кадар. Да, апсолутно се согласувам со тебе, овде кој стигна, нели, се представува медиум, во денешно време се крие за него. Нивото на комуникација е многу спуштено во јавниот простор на Македонија, поготово на ваков тип на медиуми како што се подкастите. И социјалните мрежи доста влијаат на спуштањето на нивото, на нарушување на принципите, на етичките и моралните стандарди и научно е докажано дека преку социјалните мрежи 80% се негативни коментарите, така што во таа насока ќе работиме на како да кажам прочистување на медиумскиот сектор и пазарот сам ќе го направи тоа без разлика на законските одредби. Тие што се квалитетни и што работат вистински ќе останат, а оние кои што се така трчечи тука да речеме во професијата, кои што им треба некако вид на заштита, нема да може да го издржат силното темпо на работа, бидејќи особено електронското новинарство бара многу посветеност, 24/7 и нема одмор, нема фудбал, нема плажа, нема скијање.
И нема сабота, недела, празници, нема ништо. Не се работи од 8 до 4, него се работи 24/7. Да, новинарски 24/7, тоа треба сите да го Да, сватат. Така, интересни се твоите објави, размислувања и коментари за актуелните политички случувања, претежно презентирани преку вечер. Особено за случувањата со Бугарија, нешто вака што е најактуелно во Република Македонија. Како го оценуваш пристапот на владата во однос на преговорите со Бугарија? Говорам за, не можеме ќе да кажем нова влада, нели? По промената последниве 2 години. Јас како вака визо нешто, како човек што ја гледа од страна целата таа работа, првпат можеби во историјата на Република Македонија како држава имаме став и имаме, што знам, би рекол нека црвена линија, онака до тука, може од тука натаму веќе нема што да разговараме со вас. Што мислиш, какви се променето ли е нешто последниве 2 години во однос на нашата приказна со Бугарија? Не на Бугарија со нас. Па, ние никогаш не сме имале лоша приказна со Бугарија. Бугарија имала лоша приказна за нас. Да, така. И кога Бугарија ќе собере сили да се надмине самата себе си во негирањето на македонците, македонскиот јазик, македонскиот идентитет, ние нема да имаме никакви проблеми на нашиот европски пат. Но тоа не е до нас. Ние што и да направиме, Бугарија ќе продолжи да го блокира нашиот пат кон членство кон Европската унија. Така што не гледам дека ние имаме проблем. Она што е различно од претходно е фактот дека е поставена национална платформа за тоа како Македонија ќе се однесува во решавањето на прашањето наметнатиот проблем од страна на Бугарија кон нас. И тоа е добро затоа што граѓаните дадоа поддршка на таквата платформа и на таквиот концепт со резултатите од гласањето на последните избори 2024 година. Така што ниту јас, ниту ти не сме кредибилни да судиме дали владата работи добро или не. Граѓаните си го кажаа своето. Дадоа масовна поддршка за концептот кој што го понуди ВМРО ДПМН на избори, вклучително и за нашиот евроинтегративен пат. Прашањето на Бугарија е прашање на непринципиелна примена на копенхашките критериуми за проширувањето на Европската унија. Така. И ние не треба да им се љутиме на бугарите. Буквално не треба да им се љутиме на бугарите. Кого да се лутиме тогаш на петата колона? Јас повеќе се лутам на македонците, кои што работат против македонците. Јас не можам да им се лутам на бугарите. Тие се единствени. Си усвоија декларација во собранието, владата едногласно, парламентот со владата и председателот беа унифицирани во нивните ставови и изјави. Како да им се лутиш? Тие начекале историска шанса да си ги остварат своите големи амбиции, визии и така натаму, што е на штета на Македонија. Но проблемот доаѓа од внатре во Македонија. Значи, повеќе се лутам на македонците кои што не се грижат за Македонија, кои што не се грижат за самите себе и за македонците, туку повеќе се грижат да ја удоволат на Бугарија. Прво, зашто го прават? Пред се од финансиски аспект. Пред се од финансиски аспект. Ние гледаме дека Бугарија има цела една стратегија за издавање бугарски пасоши, за зголемување на бројот на населението, а ние од друга страна, освен што финансиски поедини политичари работат за Бугарија и за интересите на Бугарија, нивните политички партии работат на доуништување на македонците, прво преку бришање во пописот, со повикот за бојкот, а второ и сега преку фактот дека не сакаат иселениците да бидат поактивни во процесот на гласање. Тие и сега имаат уставно право на гласање во диаспората, но тоа чини премногу време, премногу пари, премногу ресурси за организација и се предлага еден поинаков модел за прашање за кој што верувам дека ќе... Да, имам посебно прашање за тоа, ви сакала да значи, јас не им се лутам на бугарите. Дури ни внесувањето на бугарите во устав не е проблем. Не. Буквално не е проблем. Проблем е уште колку вета ние ќе имаме понатаму на нашиот пат кон Европската унија. Еве Србија, последниот пример од вчера. Србија, иако Европскиот совет донесе препорака да започнат преговорите по кластер 3, одеднаш стигна ветото од Холандија и уште 4 други земји дека сметаат дека Србија не треба воопшто да ги почне преговорите по кластерот 3. Значи, она што нам ни го прави Бугарија, Хрватска ги го прави на Србија и го прави сега и на Црна Гора. Гледаме и дека другите земји исто така
го запираат понатамошниот напредок на балканските земји кон Европската унија, што значи дека се уште не постои консензус по прашањето на проширувањето, вклучително и за Македонија, бидејќи по предлогот кој што го дадоа францускиот председател Макрон и германскиот канцелар Мерц, за кој што овие денови се разговара со земјите кандидати и европските членки плюс Украина, во Белград има една дебата на таа тема, да ги видиме сите детали од тоа фазно пристапување кој што се предлагаат и да видиме дали тоа ќе одговара на Македонија, но секако. Јас мислам дека дури и тој предлог е добар, бидејќи нас не вади од чекалната. Ние мораме да тргнеме, ние мораме да ги почнеме преговорите. Така што секој предлог кој што ќе го олесни патот на балканските земји, пред се на Македонија, мислам тука кон Европската унија, е добре дојден. Да, има неколку идеи, форми, Б дивизија без право на глас, па без еден. Многу форми се кажуваат во Европската унија. Да ги видиме деталите, деталите видиме се битни, но секако е за поздравување бидејќи не вади од чекалната. Да, состојбата и не само ние за Црна Гора и за Србија практично стануваме заложници на дневни политики на нашите соседи. И на Албанија. И на Албанија, и тоа токму на оние држави кои што се во Европската унија, меѓутоа се некако на опашката, би рекол. Да, се на опашката, ме гледаш и кај големиве нема расположение за проширување. Холандија прва кажува не. Исто така проблематично и влегувањето на Украина во Европската унија, почетокот на преговорите. Мислам дека ќе следи едно потурбулентно време сега за целата Европска унија, не само заради моментумот за проширување, не само заради безбедносното прашање со Украина, ние сега вистински ќе почнеме да ги чувствуваме на европско тло економските последици од војната во Украина, кои што ќе бидат страшни за граѓаните на Европската унија. Да, па и граѓаните на Европската унија мислам до година гласаат, нели, за бираат ново свое раководство, да видиме дали се задоволни од ова што им се случуваше во периодот со фон дер Лајен. Тие и до сега не беа задоволни и поинаку гласаа на избори, меѓутоа се наметнуваа со непринципиелни коалиции и со како да кажам прекомбинаторики, како што се случуваше во Македонија во одреден период, да бидат наметнати политички решенија кои што ќе ја водат Европската унија. Непрепознатливи. Да се вратиме пак на Бугарија, она што мене ми е интересно, се почесто во последно време сме сведоци на една засилена страшна агитација и пропаганда од страна на Бугарија, поготово на социјалните мрежи, онаму каде што нели најмногу се има влијание. Имаш ли информација од прилика, знаеме дека се инвестира во овие кампањи, значи сведоци бевме на тоа што правеа изминатиот период, нели финансираа книги, луѓе купуваа дека од Македонија, тоа што многу сомнително минато, нели еден дилер на дрога беше па го истепа, па нели го истепале заради тоа што бил бугарин. Еве ти уште една експлозива сега ќе ти кажам. Во одреден период одредени мои колеги добија понуди од бугарски медиуми, од бугарски луѓе тука што работеа на агитирање, на ширење пропаганда и така натаму, добија понуди да работат за нив. Понудите беа како да кажам, финансиски поисплатливи од тоа што во моментот тие го добиваа како надоместок за својот труд, но она што беше пофасцинантно е што бугарите нудеа дупло поголеми хонорари за луѓето кои што се блиски до СДСМ. Така, до СДСМ за таа екипа, така. Да. Затоа и не ме чуди денеска одредени настапи на одредени луѓе кои што се вака. Двојно беа поголеми, можеби и тројно за некои луѓе, парите кои што ги даваа бугарските луѓе тука кои што работеа на агитација и пропаганда. Имаш информација дека некој Јас точно и знам кој преговара, за кои суми преговара, и знам и колегите кои што ги одбија таквите понуди и таквите предлози, и тоа беше, дури јас бев горда на моите колеги, кога дојдоа и сами ми кажа, слушај, дојдоа, ни нудеа пари да работиме, и тоа екстра хонорарно за нивните портали, и ги одбивме. Бар тројца мои колеги можат да го посведочат ова. Браво. Зашто јас бев навистина горда, бидејќи не секогаш се парите главниот мотив каде што луѓето треба да се налепат дали ќе работат или нема да работат. Понекогаш принципиелноста и да се биде на вистинската страна на историјата се многу поважни работи отколку хонорарот. Еве,
Да се вратиме на Петар Арсовски да направиме, нели? Да. Продал вера за вечера. Да, така не ми се верува, Нели? Јас бев и она долги години, знаеш, портпарол на ВМРО и Продал вера за вечера. Тоа значи дека он цело време работел за пари, немало никаква идеологија тука и сега губија човекот, политички да кажам, го тепа човекот, буквално Петар Арсовски си работел за нас. Тоа беше известно дека ќе се случи. Да, во СДСМ добро, ретроградните процеси во ВМРО се случува во долг период, па после тоа почна да се обединува и се создава ВМРО. Сега во СДСМ се случи одеднаш по сите шалови да испукаат онака. Ретроградните процеси во ВМРО ДПМН секогаш биле обид на структури на СДСМ преку инсталација на луѓе во ВМРО да влијат и на разнебитување на партијата. Едниот од нив е Палчо, другиот е Верушевски. Јас можам да посведочам за периоди кога се случи сударот помеѓу Доста Димовска и Борис Мејковски, кога Борис Мејковски изгуби. Со поддршка на Верушевски и на Палевски, за да и се налепи на ВМРО ДПМН пробугарска реторика и пробугарска ориентација и да можат да ја држат разедината и македонците да не гласат за ВМРО ДПМН, туку да гласат за СДСМ. Тоа беше проект кој што СДСМ успешно го реализираше преку Доста Димовска. Таа подоцна беше сменета и откако беше вице-премиер, потоа ми чинам дека отиде и директорка на културниот центар во Софија. Да, таму и почина. Па вториот удар беше во 2005 година, обид за разнебитување на ВМРО ДПМН, кога тогашната подпредседателка се обидуваше да ја растули коалицијата на ВМРО ДПМН со останатите партии под изговор дека постојат идеолошки разлики. За среќа тогашниот претседател на партијата не ја послуша, ја смени нејза, поучен од лекцијата со Лјупчо Георгиевски, ја смени нејза и ВМРО ДПМН дојде на избори со огромна победа во 2006 година, владејќи до 2016 година. А што ќе се случеше да ја послушаш? И до ден денеска за таа политичка партија која што говориме се едни од најдобрите пријатели со ВМРО ДПМН, има добра коалиција со години назад. Колку што гледам и добро функционираат во секој случај. Обидите за ставање на пробугарската ориентација на ВМРО ДПМН се проект на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и обиди за разнебитување на ВМРО ДПМН. Да. Сега ВМРО ДПМН, колку ја што знам, никогаш не се труделе на таков начин да влијат на разнебитување на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Сепак тие се грижат за сите граѓани во државава и за формирање на едно единство, се едно дали е власт или опозиција, Да. за единствен став на сите македонски граѓани, за единство во државата. Оно што му се случува на СДСМ сега во моментот е токму производ на материјализмот и вера за вечера, што ја споменуваат во соопштението, бидејќи падот на партијата започнува откако клиентелистите и соросоидите почнуваат да ја превземаат СДСМ. Падот почнува од кога Бучковски доаѓа за претседател на партијата во 2004-2005 година, потоа доаѓа Радмила Шекеринска. Кога они прават тотален дебакл, Бранко се враќа и пробува нешто да стабилизира, но веќе толку е тој руинирано што и тој нема полуги со кои што може да извлече партијата од калта во која што е. И пак се враќа Зоран Заев, кој што ја дотепува заедно со Таче и сега со Филипче, ја дотепува партијата. Тамо нема идеологија, тамо нема луѓе кои што вие можете да ги препознаете. Кажете ми, еве, јас да прашам, без размислување, може ли да ми наброиш 5 луѓе од СДСМ кои што ги знаеш? Па Венко Филипче, вака моментов ми доаѓа и Фрчко. Па Фрчко не е СДСМ, да, он не е за себе СДСМ. си... Не, овој син му Јон Фрчковски што го гледам во последно време, ама не е препознат влик од СДСМ, значи ги нема оние тешкаши, стварно ги нема на градско крило Скопско што беше, го нема на интелектуално крило. Пишувавме ние во вечер деновиве дека порано на прва ќе ти текнеше без да гледаш телевизија, без да читаш портали или да читаш весници, на прва ќе ти текнеше најмалце на 5 ликови покрај Бранко Црвенковски од СДСМ. Ќе ти текнеше на Бузле, ќе ти текнеше на Илјо, ќе ти текнеше на Сите Илинка сите беа таму. На Илинка, на Киро Глигоров, значи ќе ти текнеше на луѓе интелектуалци, луѓе со авторитет, со реализирани во професиите, кои што оставиле траг не само во професијата, него и во општеството каде што живееле. Сега нема такви во СДСМ.
Да, и идеологијата во СДСМ Нема идеологија, откако соросоидите останаат целосно без пари, влегоа да ја превземат партијата за да се накачат на финансиите на СДСМ. Тие не знаат поинаку. Да, така живеат цел Значи, живот. нивната матрица е многу проблематична. Тоа е многу тешка состојба во главата, кога вие гледате само пари, а не можете да разберете нити идеологија, не можете да разберете нити народ, ни добро утро, ни добар ден не се кажува без да се испружи пар илјади евра тука на маса. Тоа е тешка состојба во главата. Како ги вика премиерот, ме котели? Или така ги се изрази на неколку пати ги кажа. И тие си ја превземаа партијата, ја доисцедија и таа сега остана само како некој привезок, некоја сенка од минатото која што треба да ги одбрани финансиските интереси и бизнес интересите на Венко Филипче и на Зоран Заев. Па така гледаме дека тој како муфтија од Дубај. Да. Ова е приватна фирма практично стана СДСМ. Дели фатви деновиве кон неистомислениците, оние кои што не се согласуваат со исламот, нели со неговото раководство. Да, затоа се насмеа. Па добро, Симон Златна виза, нели? Да. Муфтијата од Дубај. Од муфтијата од Дубај добар израз е ова да испраќа свилен гајтан Значи, како вика сведоци сме денови дека муфтијата од Дубај испраќа фатви кон неистомислениците од СДСМ и така се нареди едно пече слуѓе кон кои што отворија фронтови. Пред се тука не мислам само на Јован Деспотовски кој што има најголем политички капацитет од прогонетите. Тука е и Славјанка Петровска е сега, Игор Ивановски Шема, Петре Шелегов, Андреј Петров и така натаму. Софија Куновска, така е, Наташа Саова и така натаму. Тука пред се мислам и на фронтот кој што СДСМ го отвори кон новинарите, со нападите кон мене, со нападите кон Драган Павлович Латас и со нападите кон колегата Бранко Геровски, како и Богдан Илиевски Бетмен. Еве и од овде да искористам и оваа можност да го повикам јавното обвинителство, да го повика на разговор Венко Филипче, бидејќи напад и закани кон новинар се напад и закани кон службено лице. Така. За овие закани кои што Венко Филипче ги упатува кон нас во најмала рака, јавниот обвинител мора да го повика на разговор лидерот на СДСМ и да го праша кој му се намерите и зошто ги напаѓа и создава страв, чувство на несигурност и закани кон новинарите кои што се професионални, независни и не се под негова контрола. Или нека приложи доказ дека тоа што го збори е вистина, нели? На било каков начин. Знаеме дека не е вистина, ама е. Добро, ставовите на Венко Филипче се многу интересни во последно време на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа често пати го кажувам кога работев, нели, длабоко во политиката, кога бев портпарол на ВМРО ДПМН, денеска кога бев портпарол на ВМРО ДПМН, да речеме последно накво соопштение, баш она кој што го кажат и за Петар Арсовски, јас не би знал што да им одговорам, што да им кажам, не ги сваќам, не ги разбирам. Или соопштенијата, не знам дали ги следите во последно време. Значи, она е Херкул Поаро напишано, нели, конспирации, вакви, такви. Српска, бугарска шема, руска шема. Значи, ја онака се чудам, викам, добро, кај живеам, Казабланка ли живеам? Што се случува овде? Според соопштенијата, сите ние се чудиме каде живееме, кога ќе ја прочитаме нивната содржина. За жал, нивниот пиар тим кој што работи од Белград, не познавајќи ги околностите и луѓето тука, ниту релациите, пробува како пинбол топче во флипер ти текнува да удираат на сите страни, па каде се погоди. Немаат стратегија, немаат визија, немаат луѓе. За жал, тие ќе завршат на буништето на историјата. СДСМ Добро ли е за демократијата во Македонија? Кој ќе го заземе тој простор? Јас сум искрено загрижен, ако сум десничар, деклариран човек кој што контра левичарските ставови, меѓутоа опасно се оставува празен простор. Еден голем базен, не е тој толку голем базен колку што беше порано. Да. Дел од тие гласови ќе се прелеат кај знам, дел од тие гласови ќе се прелеат кај левица, дел ќе се изгубат, нема да се појават воопшто, но она што е важно е дека гласачкото тело на ВМРО ДПМН ќе остане стабилно и понатаму. Да. Значи, тоа не може да се смени никогаш, ниту да падне на ниво како што е сега СДСМ, но дека постои простор да се формира нова политичка партија, која што ќе се обиде да атакува на тој базен на гласови кој што СДСМ ги губи, кој што нивните гласачи разочарани не сакаат повеќе да гласат. Да, постои простор.
Сега дали ќе се формира, ќе видиме. Меѓутоа, јас од она што го знам е дека се засилуваат активностите на движењето Знам на терен, да се обидат да превземат дел од тој базен на гласови. Посебно тука морам да нагласам дека најактивни во моментот се министерот Горан Минчев, како и претседателот на партијата Максим Димитриевски. Верувам дека Игор Филков ќе им се придружи повеќе сега на терен и дека ќе видиме повеќе активности и од останатите членови на партијата, не само од наистурената тројка. Така, битно е да се соберат квалитетни луѓе кои што од било која причина се деградирани во Социјалдемократскиот сојуз. Јас знам една огромна група на луѓе кои што премалку збореше и ти, кои што се социјалдемократи, се левичари, меѓутоа имаат изградено високо национално чувство и знаат до каде може и до каде не може, нели, до тука е приказната и така натаму. Многу е жално што и претходното и сегашното раководство на СДСМ, фактички целиот пат на СДСМ зборува колку сите тие раководства го потцениле македонскиот народ и македонскиот гласач. Баш така. Падот на СДСМ е резултат на потценувањето на македонскиот гласач. Паметат граѓаните и граѓаните веруваат. Не можеш да им веруваш на комуњарите. Да. За ништо. За ништо, да. И плюс на нивна ароганција, нели, дека се двоја црвена. На страна ароганцијата. Не можеш да им веруваш ништо. Те гледаат во очи и те лажат. Да. И таа доверба не може да се врати, бидејќи со децении ја уривале. Со децении го потценувале македонскиот гласач. Тоа не може да се врати преку ноќ и не може да се врати со оваа гарнитура. За секоја изгубена година треба најмалце 2 за враќање во нормална состојба. Ако они потрошиле досега 15 години на рушење на СДСМ, колку ќе им треба да се вратат? 30? 30, да. Аврио, тоа е завршена работа. Да, баш така. И во актуелна тема е изборниот законник, нешто пак секогаш кога доаѓала оваква тема за разговор во парламентот и партиите е интересно. Тоа е дел нели од онаа реформска агенда поврзана токму со овие европски интеграции кои што ние добро ги правиме тие реформски агенди. Едно од клучните измени е и гласањето на диаспората, пред малку нели спомнавме за тоа. СДСМ првично ја поддржа оваа идеја, сега се противи, идентичен став левица дојде на лидерска средба, рекол окей, се договоривме, ама нема ништо ставено кај Димитар Апациев. Пак се го сменија својот став. Печалбарска држава сме, значи, кога тргнеш од една работа, една од ретките држави, можеби сме која што има поише жители надвор од колку што има во државата. Не сум сигурен брз за овој податок, но она што е многу битно, македонската емиграција секогаш би била интегративен дел од македонската држава и македонскиот народ, значи, преку и финансиското помагање и оние, нели, пропаганди кои што ги прават нашите клубови надвор од државата. Дали гледаш координирана политичка блокада околу ова прашање, бидејќи ако се дозволи да си гласа нормално како што треба диаспората во Република Македонија, мислам дека од 1000 гласа на диаспората 999 ќе бидат за ВМРО еден за дуи, условно кажам, или за вреди, не знам кој да е. Што мислите, постои координација во парламентот помеѓу СДСМ За да дојдеме до изборниот законник, мора да се вратиме малце наназад, а тоа е цела една теза и генеза за крајот на 20 и почетокот на 21 век за спроведување на политички геноцид на уништување на македонскиот народ. Так. Тоа е крајот на 20 и почетокот на 21 век. Тоа е нашиот късмет, така да го крстиме во овој историски период. Прво беше знамето, па името, сега се јазикот, идентитетот и секогаш се спроведува со помош на луѓе од внатре. Два апсурда се случуваат во Македонија сега. Првиот апсурд е што ние според последниот попис и според податоците од Државната изборна комисија за број на гласачи имаме речиси идентичен број на гласачи со број на население што не е случај никаде во Европа. Тоа е невозможно. Па има нели од кога се до 18 години кај се тие луѓе. Тоа е првата работа. Втората работа е што левица на пописот во 2021 година го водеше процесот на бојкот на пописот и македонците кои што го послушаа и не се евидентираа, не се попиша, ние изгубивме помеѓу 140 и 150 хиляди македонци на пописот. Благодарение на таа приказна. И сега според податоците на Светската банка, околу 685 хиляди македонци живеат надвор од државата. Така. Ние имаме печалбари во големи земји, како Австралија, како Европа и во Америка.
организацијата за нивното гласање подразбира голема логистика. Од испраќање луѓе, обезбедување гласачки ливчиња, обезбедување изборни комисии таму во дипломатско-конзуларните претставништва, обезбедување време кога гласачите треба да дојдат и бидејќи живеат во големи градови, нашите дипломатски консуларни претставништва се во големи градови, во големи центри. Не секој може да дојде и да гласа тука. Тоа бара голема логистика, многу време и пари. Потоа некој од Лос Анџелес треба да дојде во Њујорк да гласа, да речеме, во нашиот консулат или во Вашингтон да дојде, нели? Треба 4 сата со авион да лета за да стигне на гласачкото место. Така е, ако живее во Тексас, ќе му треба 7 сати да стигне. Или во Перт до отиде до другата област. Значи логистички е проблемот за начинот на кој што законот треба да им гарантира и да им овозможи она што уставот им го гарантира на нашите иселеници, а тоа е правото на глас. И сега на пописот не ги избриша овие 140-50 македонци, сега сакаат да ги избришат и овие кои што се потенцијални гласачи. Значи од тие 600 и нешто илјади на последните избори, мислам дека беше 2016 година, дека беа пријавени околу 200 и нешто илјади македонски иселеници кои што сакаат да гласаат на тие парламентарни избори. Стравот не е тоа страв. Дури не можам ни да го дефинирам како страв. Ако крајот на 20-21 век политички елити од Македонија работат на уништување на македонецот, сега истото тоа продолжува во коалиција помеѓу Левица и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ако претходно СДСМ беше сам, сега еве си има другарче во Левица кој што дели со постојаното уценување, заканите за амандмани, 13.000 амандмани за Филип Бастеринг и така натаму, сакаат да нема во гласачкиот список да се намали и за овие 200.000 луѓе кои што се пријавиле на последните парламентарни избори да гласаат. Значи, ние имаме едно политичко сценарио на целосно уништување со внатрешните непријатели на македонецот. Тоа е сценариото, според мене. Втората работа е што освен што мнозинството македонци во Македонија гласаат за ВМРО ДПМН, мнозинството македонци иселеници кои што се исти како нас, без разлика каде живеат. Ние сме исти. Така е. Исто така гласаат за ВМРО ДПМН. Значи, процесот, сега сме на крај, сега сме во финалето, кога последните удари ги трпиме, по кој потоа веќе тие политички субјекти нема да постојат на македонската политичка сцена, бидејќи се прочитани и гласачите проценуваат дека премногу ги потценуваат. Ова се последните удари кои што ги трпиме и треба да ги истрпиме и треба да најдеме начин како ќе се вклучи диаспората гласа и затоа што и тој што живее во Штип, и тој што живее во Прилеп, и во Скопје, и во Македонски Брод, и во Битола е исти како тој што живее во Скопје или македонецот што живее во Њујорк или во Чикаго или во Сиднеј или во Мелбурн. Точно, се согласувам апсолутно во со тебе и една бака многу интересна сама по себе се наметнува приказна имено Левица 2 години, нели покрај другите работи како популисти со груби напади кон ВМРО ДПМН, често кажуваат еве заради вас не си селуваат младите, заради вас не си селуваат нели младите си одат на државата. По таа логика која би гласала емиграцијата и селениците македонски, тогаш они би требале да добијат многу гласови, нели? Ако си селувале заради ВМРО ДПМН последниве 2 години луѓето. И тука нема логика во тоа што го бараат, нели? Јас како Левица, кога би знаел дека заради ВМРО ДПМН ќе одат луѓето од Република Македонија, најгласен ќе бидам да гласаат тие што се надвор, така. Луѓето си одат од најразлични причини, меѓутоа тие се најчесто економски, не секогаш се економски, некогаш се образовни, некогаш се здравствени, некогаш се политички, луѓето си одат од многу причини, но главното за иселување е епскиот грабеж кој што се случуваше и криминалот на минатата власт на СДСМ и ДУИ. Така. И тука, кога ќе ги видите бројките, ние добиваме политички геноцид, тука нас не се случува, бидејќи за една година цели села по 3-40 илјади луѓе годишно ни заминува од државата. Тоа е политички геноцид. Точно така. Добро, баш така дефинирано правилно. Политички геноцид. Тоа што го спроведуваат, тоа што сега го спроведуваат СДСМ и Левица, исто така е политички геноцид. Да. Тоа што Левица го направи во 2021 година на пописот со бојкотот, исто е политички геноцид. Да, се согласувам со тебе. Пред малку ги спомни Дуи.
Интересни, бака секогаш интересен, условно кажано, албанскиот политички кампус, говорам за политичките партии во кои што доминантни членови се македонските албанци, нели? Што се случува во албанскиот политички блок, нели? Најави имаме некои, можеби 10 пат дека Али Ахмети ќе си оди, дека Дуи се реформира, вреди, нели, нешто прави вонатре, некои други луѓе се појави, нели, станаа политичка партија. Има ли некои поместувања демократски со поголем капацитет, со луѓе, дали си задоволни, што мислиш, луѓето од оваа нова коалиција вреди, која што се вика и која што е дел од оваа власт? Ајде за Дуи прво, што се случува во Дуи? Имаш интересен коментар, еден албански адвокат, младо момче, на Фејсбук пред нема 10 дена, кој што вели, ако политичар македонец ви прави канализацијата, ако политичар македонец ви ги гради, ви ги асфалтира патиштата, ако политичар македонец ви носи водовод, ако политичар македонец ви отвара универзитет, зошто е потребно да се гласа за етничка албанска партија и за етнички албански политичари кога не прават ништо за вас? Добро прашање. И тоа е логиката. Тоа вака накратко е неговиот статус. Што се однесува до вреди, тие сега поминуваат период на консолидација со обединувањето и со поставувањето на новото раководство. Треба да видиме како ќе бидат овој период, но она што го кажуваат резултатите од анкетите е дека тие се сега пред Дуи и дека по обединувањето граѓаните веќе ги препознаваат како политички фактор, бидејќи претходно сметаат дека четворица лидери се премногу и дека тоа ќе пукне, ќе се распадне по некој шаф и дека нема да успеат да се консолидираат. Но по консолидацијата и по обединувањето, резултатите од анкетите покажуваат дека граѓаните ги препознаваат како политички фактор и дека се подобри од Дуи. Дуи не гледаме дека некако се реформира. 2 години помина, ништо не сме виделе. Ни кадровско освежување, ни организационо освежување, ни територијално освежување, ни географско освежување, никакво освежување не сме виделе од Демократската унија за интеграција. И ако тие во овие 2 години не успеа да се изреформираат и да се прочестат, да понудат нови сили, тешко дека ќе го направат тоа и во следните 2 години, за да во некој иден период на некои идни избори да се вратат на власт. Тоа тешко ќе се случи. Но она што загрижува и во случајот на СДСМ и во случајот на Дуи е што ние не го гледаме јавното обвинителство да се позанимава со криминалите кои што ги прават функционерите за кои што јавноста многу добро знае. Па еве сега втор пат да искористам оваа можност и втор пат да го повикам јавниот обвинител да си ја заврши работата со случаите на голема корупција и криминал во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и во Демократската унија за интеграција. Ние не можеме да прикажеме резултати ни за себе, ни за Брисел, ако не видиме случаи на голема корупција од обвинителството. Каде се вакцините на Филипче и Заев? Фабрика на Тетово, нели, за автомобили има, отвараа со груби да му правеа. Каде е случајот со фабриката за електрични автомобили во Тетово? Каде се набавките кои што се правеа во вонредна ситуација за време на ковид кризата? Па автопатиштата, блатце, маце што ги правеа, нели, што никој не знаеше каде што парите. Каде се случаите на голема корупција? Зошто 10 поранешни специјални обвинители се уште се обвинители? Зошто не сме виделе уапсени членови на семејството Заеви? Зошто не сме виделе сузбивање на криминалот и корупцијата на Артан Груби во Дуи? Каде Артан сам ли правеше волонтарија? Имаше ли он политички покровители кои што му помагаа и му велеа да вака ќе правиш или нема да правиш вака? Така. Тоа е од времето на суството и пупката, како беше Заев, нели? И како тоа е правно издржано, Артан Груби да биде во домашен притвор, а кога ги апсеа и Горде и Миле и останатите членови на ВМРО ДПМН со месеци лежеа притвор. Тури ги нападнаа во И со години. Беше И со години. Значи, македонците ќе лежат, така? Така, да. А Артан Груби ќе се седи дома.
на тукав криминал од лотарија што е направен. Да е само лотарија. Така? Да е само лотарија. Епа. Има и многу други работи. Обвинителството се уште не си ја завршило својата домашна задача. Мора да си ја заврши домашната задача со криминалот и корупцијата. Каде со случајот со Драги Рашковски го гледате? Што пред Драги Рашковски лежи? Сите се слободни практично на некој начин, заедно го гледаме или на јахта, на сите тие луѓе. Она што навистина иритира ме и обичајот човек во Македонија е токму таа Петре Шилигов за џабе пари ја продаде градската куќа. Она на площад 400.000 За кое што за кое што данокот не е платен. Да, она... И таа кривична, не знам што се случи, обвинителството нека одговори што стана со кривичната пријава за продажбата на градската куќа во времето кога градоначалник беше Петре Шилегов. Да, и оној плацот од 400.000 евра на площад, што е Така тревата, нели, кој што до денеска никој не знае зашто беше направен. 500.000 евра за трева даде. За трева, да. Кое што не чини ни 2.000 евра. Најголемиот успех на Петре Шилегов, јас бев долги години советник во градот Скопје, беше што ја повторно ја отвори постојката на автобусот 57 од Трговски доле да поминува. Тоа беше нешто пошто го памтам. Со звучници за караоке. Да, тоа памтам 4 години што направи. Со звучниците за караоке. Ајде да проговориме малку и за ВМРО ДПМН. Претседателот на владата Христијан Мицковски повикува на обединување околу националните интереси, што е практично и во идеологијата на политичката партија на која што е претседател, Демократска партија за македонско национално единство. Меѓутоа прв пат некој во 30 и нешто години во Македонија вака јавно излегува и бара национално единство, никога што не било во јавност направено на времето нити од Киро, нити од Бранко, нити од Љупчо, нити од никој во оваа држава кога го правевме тоа. Дали сметаш дека постои реална можност политичките партии и покрај меѓусебните разлики за кои што говоревме, постигнат единствен став кој без разлика за едината и клучните државни прашања ќе остане дециден и непроменлив. Она што го знам во историјата условно кажано мали држави како нас кога покажуваат заеднички и единствен став, сосема другчи ги гледа светот и другчие постапува со нив. Постои ли во моментов, мислам дека не јас вака лично, меѓутоа дали во иднина постои некој демократски капацитет на одредени луѓе во Македонија, во ДУИ, во СДСМ, во Левица, кои што кажат чекајте бе луѓе. До тука може, од тука натаму веќе ќе се самоубијам ако продолжам. Не, зошто, што мислиш, нема капацитет во самите нивни партии, нема демократија. Се премногу искорумпирани, работат за некого. Од се помалку од ова што го кажа, во Левица нема никаков демократски капацитет во партијата. Тоа е автократска партија, која што Пасиев ја доби на тацна, подарок од Зоран Заев, овозможувајќи му во негова корист судот да пресуди. И тука немате... Основачите да ги трнаат. Да, нема тука демократија во таа партија. Ама има многу интересни сфери, така што и СДСМ и Левица, она што ги врзува е материјалниот интерес. Кога политичката партија тргнува од материјалниот интерес, вие не можете да дојдете обединување, национално обединување е повисоко ниво на свест. Каде, да. Кое што треба да го имаат и поединците, и партијата, и државата, од она што моментално го имаат во СДСМ и во Левица. Да, тие за проценти се караат 3 ни даваат, тоа проценти се 7 ни даваат. Национално единство е повисоко ниво на свесност и одговорност од процентите за кои што они се расправаат. И парите кои што сакаат да ги бројат. Така што не можеме да се, тоа се две различни фреквенции, не можеме ни на пола пат да се најдеме за такви работи. И упорно ќе продолжат да инсистираат, да бараат, да оценуваат 300.000 варијации на тема ќе измислат, само за да не дојде до било каков заеднички став помеѓу политичките партии. Да, така им одговара, комфортни се во својот простор, би рекол конкретно за овие популистите од Левица, а од друга страна го презема системот во кој што и јас и ти имаме дел живење во поранешната држава, во Социјалистичка федеративна република Југославија, каде што нели како беше, не ме гледај што правам, слушаме што зборам, говорам за онаа црвена буржуазија која што нели живееше на водна, која што беше практично недопирлива. Истото и со Левица, нели најлевичарите имаат кафичи, имаат згради купуваат, возила нови купуваат. А кога треба некој од ВМРО да купи плац на водно или куќа на водно, настанува голем проблем. Ми врати се 30 и неколку години наназад, а некој близок до ВМРО или од ВМРО треба да купи куќа на водно или плац, настанува политички проблем со судски развршници. Да, им влегуваш во како си као пашалако таму на тацен. Како нивно да е. Да, црвената буржуазија. Да се вратиме мацена назад. Некој период во кој што
се случува оние најлошите 7 години во Република Македонија. Најтешките. Најлоши од 90-та година ја следам активна политичката сцена. Не беше толку страшно ни ембаргото под Грција кога бевме, ни војната закана од СФРЈ кога се случуваше во тој период, нели распадот на таа држава. Ниту пак бегалските кризи, ни војната криза во 2001 година. Тие 7 години тотално ја девастираа државата. И со нели тогашната промена на властот беше формирано и едно така наречено специјално јавно обвинителство. И ти и јас се најдовме како лицак против кои беа поведени постапки. И јас бев исто така нели таму повикуван. Како се справуваше во тој период и како денеска гледаш на сето тоа? Нарочно ти го поставам ова прашање бидејќи во слична ситуација бев. Со многу луѓе кои што правев разговор од тој период кои што беа под обвиненија на СЕО, навистина многу тешко го поминуваа со последици кои што трајно оставија белези во нивните животи. Тоа беа големи тешки години на искушенија, така ги нарекувам јас. Години во кои што со сталинистички методи, а подоцна ќе те прашам да ми одговориш нешто, со сталинистички методи, тогашната власт, предводена од СДСМ и ДУИ, направи чистка на сопствениот народ преку специјалното јавно обвинителство. Да повторам, тоа се сталинистички методи. Со тие луѓе со кои што и претходно бев пријател, приватно пријател, останав и во целиот тој период Так. како пријатели и некако заеднички, знаеш, кога е тешко ние сме најсилни. Не знам како да го објаснам тоа, ама ќе ме разбереш. Кога е најтешко ние сме најсилни и тој Алтруисти сме ние македонците општо сме така. Го износевме товарот на тоа беше историска пресвртница. Го износевме товарот на спроведувањето на сталинизмот во Македонија од Заев и специјалното јавно обвинителство. Некој потешко, некој полесно, на никој не му беше лесно. Но начините на кои што Миле и Горде, например, поминаа невидени малтретирања и тортури. Спиро Истористевски. Спиро исто помина многу тешко. Поминаа тие времења се зад нас. Некако кога ќе помине човек толку големи премрежа, тоа се многу тешки ситуации. Кичмата ти останува исправена. Не знам како да го објаснам тоа, дека мојата морална вертикала е исправена. Не ви успеа приказната, така се вика. Да. Останав тоа што сум, не се сменив. И се покажа дека сето тоа што сте го правеле било лага. Да. Еве го Латас да го земеме. Со неговите 2 процеси, 7 години без пасош, малтретирање со закани за притвори, со закани за одземање на имотот, за двата случаи доби ослободителни пресуди. Буквално државен непријател, број 1 им беше едно време. И се уште сакаат од нас да прават државни непријатели. Не ведечки, ние сме пријатели, ние сме граѓани на оваа држава и се грижиме за оваа држава. Така. А вие сте шибицари, кои што сакате само да грабате пари и да лежите и ништо да не правите. Значи, не успеа приказната со специјалното јавно обвинителство за никого. Малтретирањата беа големи, но крајниот резултат го гледаме. Да. Не успеа ниту да го срушат ни ВМРО ДПМН, не успеа ни секундарно да направат пуч како што планираа Сашо Мјалков со Никола Тодоров и Ивица Куневски, да направат пуч за смена на Христијан Мицковски. Значи, партијата покажа дека е многу поотпорна и нејзините членови на сите удари кои што им се случуваа и од надвор и од внатре. Сега треба да се дозавршат тој историски период да се затвори. Како ќе се затвори тој историски период? Со одстранување на специјалните обвинители од обвинителството. Тие не можат веќе да работат. Да ги вратат парите, кои што незаконски ги зема како поделени хонорари за слушање на разговорите. Ако немаат пари да вратат, да ги вратат становите во кои што се инвестирани тие пари, бидејќи се следи текот на парите и ние многу добро знаеме на што ги троше. Тоа историско поглавје може да се затвори само така. Инаку, за сите малтретирања, кажи ми, што може да биде компензација, со што, не компензација,
во финансиска смисла на зборот, со што ќе ни возвратат да ни олеснат низ тоа што сме поминали. Што е тоа, што може да биде доволно, што тебе ќе ти компензира све што си поминал во тој период. Што е доволно? Ништо не е доволно, доволно е само пака не хипотетички туку да кажеме што се покажа дека сме били на правата страна на правдината. Затоа ти и дека кажам, сме го издржали и сме станале појаки луѓе после тоа. Ние имаме одговорност да го затвориме тоа историско поглавје. Како ќе го затвориме, така ќе го затвориме со високите случаи на криминал и корупција за членовите на Социјалдемократскиот сојуз, на таа влада на Заев, на таа влада на Шекеринска, на таа влада на Ковачевски. Така. Заедно со чистење на поранешните специјални обвинители од обвинителството. Тоа мора да се направи. Инаку за продолжиме понатаму како што треба, да. Инаку ќе гледаме вака на слобода, се уште ќе ги ослободуваат, ќе ги Инаку ќе си продолжи иселувањето. Поголем е проблемот од тоа што ние ќе ги гледаме. Иселувањето ќе си продолжи. Борбата против криминалот и корупцијата, да ги видиме. Да ја видиме таа борба против криминалот и корупцијата. Кога ќе видиме таа борба, ќе почнеме да веруваме дека во оваа држава работите се исправаат. Се додека не го видиме тоа, ние имаме поголем проблем од тоа што шетаат слободни, а тоа е иселувањето. Апсолутно се согласувам со тебе. Значи, не само за овој процес што беше со СЕО, неколку пати и каже во емисијата, често пати си мета на медиумски хајки, ти и неколку твои колеги. Не постои жена во новинарството, за која што бил кажан повеќе говор на омраза отколку кон мене. И тоа од ботовите на СДСМ, од ботовите на соросоидите, од членовите на шарената револуција, тоа такво зло, толку говор на омраза, толку закани, толку омаловажување. За ниедна жена во Македонија, буквално за ниедна жена во Македонија, не се кажани колку што сакаат и пробуваат тоа да го прават соросоидите со СДСМ. Така, како се справуваше со целата ова? Беше ли тешко ли е кога ќе чуеш? И јас сум јавна личност и мене ми е некогаш непријатно кога си дознаам нешто ново за себе што немам појма дека нели никогаш не си го направил во живот или слична работа. Мене обично дека ми се пријателите во такви моменти. Луѓето ме знаат, како да ти објаснам, значи ние ништо од тоа не успеа нити мене да ме урне, нити мојата позиција да ја наруши, бидејќи луѓето знаат дека таа слика што тие се обидуваат да изградат за мене не е вистината. Така. Дека јас сум нешто сосема друго. Така. Да, но знаеш што боли од другата страна, што пишуваат, збораат луѓе кои што исто така се луѓе кои што имаат пријатели. Не се тие луѓе. Тие се не луѓе. Не луѓе, да, тоа сакам да кажам со таква лоша енергија, со таква лоша приказна да пишуваш кон некого. Дури има човек според мене што има тешка емоционален проблем, болест да не кажам, и тие му ставаат лајкови. Зборам за Тричковски конкретно. Значи тој објавува пост некој каде што е деградирачки, со мизогенија, многу со милион работи, се закачуваат 2000 луѓе му лекуваат пост. Тоа не можам да го разберам. Тука исто така институциите треба да си постапат за новинарот Бранко Тричковски, за бившиот новинар Бранко Тричковски, треба да си постапат институциите. Тоа е институционален проблем кој што создава последици за општеството. А бидејќи институциите не сакаат да го решат, ние веќе ги гледаме последиците во општеството. Тој не само што се е говор на омраза, тој се заканува и со убиства. Да. И останува уште тој и нивниот мактел да го оверат ова сега што го прави Венко Филипче и да бидеме бетонирани дека СДСМ завршуваат на историјата, на буништето на историјата. Се согласувам апсолутно со тебе. Кажи ми, кога имала прилика, се случи некоја прилика, Ивона се сретнува со Зоран Заев тет-а-тет. Што би го прашала? Како би изреагирала кога сведиш тет-а-тет со Зоран Заев, знаејќи колку зло ти има направено персонално и сите луѓе околу него, и на тебе, на сите луѓе околу тебе? Спремен ли си за затвор? Добро се спакували за затвор? Така, добро прашање. Добро прашање, јас би му го поставил. Брзо ни поминува времето, Ивона, ајде да завршиме со она што го почнавме. Со една убава вест, нели, почнавме многу интересна приказна што ќе се случи во Македонија, ќе се подигне нивото на новинарството, на стандардите на ќе имаме прави вести, проверени, убави, како што треба, како што сме научени. Како денеска го ценуваш медиумскиот простор во Македонија? Имаме ли
реално, професионално, кредибилно и независно новинарство? Постои ли такво нешто во Македонија? А постои независно новинарство и постојат пропагандисти. Независните новинари не се зависни од фондациите, не се зависни од фондовите на USAID и од амбасадорските фондови, фондовите од амбасадите. А оние кои што се бават со пропаганда се финансирани буквално од амбасадите и од фондацијата Отворено општество Сорос. Тоа е поделбата во македонското општество. Што се однесува до традиционални версус модерни социјални мрежи, така натаму. Во социјалните мрежи нема никој доверба и не треба да има доверба, бидејќи нивната намена не е да се кредибилен извор на информирање. Се уште телевизијата се смета заедно со интернет порталите за најкредибилен извор за информирање. Зборувам за оние портали кои што си имаат импресум, за кои што знаеш дека работат тимови новинари и така натаму. Това е сетина во Македонија, не се повеќе од тоа. Другите се нус производ на маркетинг агенциите кои што Баш така. На маркетинг агенциите кои што за да не ги префрлат парите кај новинарите и редакциите, медиумските редакции кои што работат, си отвараат квази портали и ги прават, ги пласираат парите таму и тоа е работа за финансиската полиција, бидејќи тука имаме и барем да ги протресат најголемите 10 маркетинг агенции, бидејќи тука имаме и злоупотреба на буџетски средства во случајот со Телеком, имаме и можеби, не тврдам, можеби, имаме и перење пари. Тоа дело не застарува, така што финансиската полиција би имала работа да ги провери најголемите 10 маркетинг агенции, да види како се трошат парите на нивните клиенти и зошто македонските медиуми се најсиромашни во регионот, а тврдиме дека пазарот е 33 милиони, од кои 22 маркетинг агенциите тврдат дека ги даваат на медиумите. Еве сега ја доаѓам од медиуми да ти кажам дека ако 50% одат на телевизија, 50% за сите останати медиуми, тоа значи дека 11 милиони евра одат за телевизија, 11 милиони евра одат за портали и диджитал, и радија, и весници. Дали ти можеш да ми потврдиш дека 11 милиони евра влегуваат во диджитал во Македонија? Не. Како вака не ги гледам истина. Значи вкупната сума која што доаѓа како маркетиншки колач за порталите не надминува ни милион евра годишно. Ма какви милион, тоа е голема сума, како не? Нели? Да. Значи не влегуваат ни 500.000 не влегуваат годишно во сите диджитал портали во Македонија. А тврдиме дека има 11 милиона маркетинг агенциите тврдат. Па кај е остатоков? Да, значи Кај е остатоков? Еве јас сакам да добиам одговор на прашањето каде е остатокот. Тоа е проблемот зошто македонската медиумска сцена е во тешка економска ситуација, бидејќи парите несоодветно се трошат оние кои што треба да дојдат кај медиумите. И тоа е работа што треба да се заврши финансиската полиција. Втората работа е што пазарот, работната сила, цената на работната сила и GDP-то го ја определува и цената на маркетиншкиот колач. Ако во Словенија L'Oreal хипотетички дава 1000 евра за секунда за маскарата, во Македонија, согласно GDP-то и цената на работната сила, таму ако дава 1000, овде е 10 евра за секунда. Отприлика така оди со односот. И тоа, кога ќе се подобри македонската економија, значи вкупниот раст на македонската економија, ќе донесе и раст за медиумите и зголемување на рекламната цена cost per mile, што сега наплаќаат телевизиите и по импресиите кои што ги наплаќаат интернет порталите. Интересна информација ми кажува, бидејќи времето кога работи по радио, во телевизија, кога ги немаше овие алтернативни, условно кажано, медиуми. На мрежите, значи агенциите се знаеше точно колку средства одат хипотетички за сител, колку дат во еден, колку дат. Немаме, ние со години веќе немаме. Се знаеше нели целата таа работа, ете гледаш една интересна работа, вака отворим и ја раскажам што јас не ја знаев до сега, дека самите маркетинг агенции практично си отвараат свој медиум кој што е без никакво влијание, тука ги префрлаат парите. Јас би рекол двоен криминал се прави, еве зборевте за државни. Ние не тврдиме дека има криминал. Ние бараме да се провери дали постои криминал. Еве приказна прилика вака би одела, нели, ако би имало криминал,
Тоа значи дека покрај тоа што ги лажат и граѓаните на Република Македонија, ги лажат и своите клиенти, условно ви рекол, нели, него нема крајни маркетички па ефект затоа од- кажав јас од целата таа работа. во случајот со Телеком имаме злоупотреба на буџетски средства. Така, Ивона ми беше многу драго што беше вечера овде во Проверита, си направивме еден многу убав муабет. Секако тоа не значи дека повторно нема да се видиме овде во Проверита. С мене ми останува да ти посекам пред се многу здравје и среќа во приватниот живот. Тоа е најбитно во денешно време, да си здрав и среќен, би рекол. Второ, ти посакувам да продолжиш како што беше и до сега, храбра, силна, вистината пред се. И дај Боже во брзо време да почне да функционира овој проект на Евронюс, па повторно Во фаза колеги. на етаблирање сме. Да. Сега да го завршиме муабетот како што го почнавме, во фаза на етаблирање сме. Студијата се речиси готови. Административниот дел сега се средува, бидејќи заедно со Арена Спорт делиме дел од ресурсите. Некако сега нив им е потребно да им се даде целата логистика поради светското првенство, кое што го емитува Арена Спорт на 3 канали и Милина ми е гостувала на македонскиот, ти кажам, светско првенство со наши коментатори. Баш ми е Убаво драго. ми е драго, ми е Да. периодов, искрено многу. И ми е многу ќе бидат среќни и колегите од Арена Спорт. Сите спортски новинари се собраат тука кај нас. И во многу скоро време, значи во фаза на етаблирање сме, во многу скоро време ќе почнеме и со емитување на програмата Евронюс Македонија. Ти благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, ова беше најновото издание на Проверита. Се надевам дека и вие вечер уживавте како што уживав и јас. Ви благодарам за вниманието, следете не на сите мрежи. Пријатно. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.